Бобан Алексовски, многу ти благодарам што ја прифати поканата за ова интервју во склоп на театарскиот фестивал во еден Чернодрински. Ви благодарам и јас. Ти благодарам, Симона, што ме повика да кажеме неколку добри работи за фестивалот. Еве се одбележува 60 години јубилеј на театарскиот фестивал. Колку овој фестивал е важен и за театарот, и за публиката, за да се крене културната свест кај народот? Најпрво, како обичен човек, како човек роден во Прилеп, фестивалот е од голема традиција во овој град. Секој што е прилепчанец го знае тој момент дека почетокот на јуни, односно првата недела од јуни, првиот петок почнуваат театарските игри, познато во Прилеп како термин, а инаку македонскиот театарски фестивал во еден Чернодрински, кој што секогаш се одржува во исто време, во ист континуитет и низ годините постојано се развива, го следи времето и театарот, нивните продукции, и многу ме радува што порано можеби независната сцена имала одреден период простор на овој фестивал, каде што првичната идеја да учествуваат само државните театри, но со некоја пауза измеѓу во фестивалот, мислам дека се има случајно и таква поддршка каква што сега има на независната сцена, овој фестивал мислам дека не доживеал како конкретно овие последниве неколку години. Така, бидејќи сите билети за сите представи се речиси распродадени, мислам тоа е случај секогаш во Прилеп, кога и да има изведба театарска, се бара карта повеќе. Те радува ли моментот што луѓето сакаат да гледаат театар? Многу ме радува, особено во позицијата Прилеп, каде што е сега од минатата година. Меѓутоа проблемот е од многу поодамна, но требаше да се случи тоа што се случи, за да ние сватиме дека нас ни треба нов простор за работа овде во градов. Јас, откако дипломирав, сум немал многу можност да работам во таа зграда, но таму сум почнал, таму ми биле првите чекори и на овие театарски игри секогаш како студент сме ги играле испитите по актерска игра на тој фестивал и буквално на таа сцена таму, каде што сум почнал. И многу емотивен е моментот кај секој што стапнал на таа сцена и што е од Прилеп и што го продолжил својот пат како актер. И од големо значење да се направи што побрзо театарот во Прилеп, за да биде уште подобар и овој фестивал и публиката во Прилеп да нема никаква пауза во репертоарот на театарот во градот, да ги има сите услови да може да се одржува континуитет на театарот и да се врати во она театарска форма. Градот како што си било секогаш, не да се толку ретки представите заради можностите во кои што сме сега. И затоа мислам дека интересот е огромен, затоа што можеби тоа се должи и на актуелноста на театарот, затоа што се повеќе младите денеска се интересираат за театар, што не беше пример минативе години. И сметам дека на прав пат сме да бидеме најтеатарски град како што секогаш бил Прилеп. Се чувствува ли недостигот на театарска зграда во Прилеп? Тоа и со твоите колеги го дискутиравме на претходните интервјуа, дека итно е потребно да се направи театар. Недостига ли тој момент, мислам, влијае ли некако врз целокупниот културен живот во Прилеп? Јас бидејќи и не живеам тука постојано, меѓутоа кога ќе дојдам да играм представа или кога ќе дојдам работна за проби, гледам дека луѓето им фали она што претходно беше нормално во Прилеп, да има две сцени на две места, едното е театар, другото е дом на култура. И таа зграда која што го носеше духот со незините представи не може да ја замени ништо друго сега што и да се направи нормално, ќе биде модерно, функционално, современо, технолошки и така натаму, но тоа сепак е за поздрав. Но мислам дека многу фали културниот живот во Прилеп, да се стави на едно повисоко ниво и да не биде тоа само четврток, петок, сабота, да има култура од понеделник до недела, затоа што младите ќе заминат на други места и нема ни да знаат што е тоа театар во иднина. Така. Мислам дека повеќе проблемот лежи генерално отколку меѓу нас кои што се занимаваме со оваа професија, затоа што ќе страдаат генерациите понатаму. Ние слушаме дека веќе се работи на тоа, дека ќе има нова зграда и ајде да биде само што побрзо. Не гледам дека некој кренал раце веќе, што е исто за поздрав, но заради тоа што низ годините сме постојано лажени прилепчани дека ќе се добие театар, тоа е она што не боли, што најмногу ни прави да не веруваме во она што го слушаме.
Но ајде сега да бидеме, како да кажам, малце поамбициозни и повеќе да веруваме во тоа што сакаме да го направиме и дека до година или таму 2028 дека ќе имаме уште една функционална, модерна театарска зграда во Прилеп како што заслужува. И пак ќе кажам да се развие таа репертоарска политика, како што јас сум сведочел, порано имало од вторник до недела со детска представа завршувал репертоарот и секоја вечер бил театарот полн и разновиден. Значи не биле тоа 2-3 представи, тоа биле 6-7 представи кои што ги поседувал театарот и постојано бил активен репертоарот. Мислам, тоа е една од работите за која што сум се влюбил јас во оваа професија, затоа што сме биле мали, деца, сме ги работеле детските представи, да. Меѓутоа сме биле присутни внатре во театарот и сме знаеле што значи денес да се игра оваа представа, утре да се игра таа представа и да се почитува трудот и да се игра долго представата, да не биде тоа сезонска представа и трудот да падне во вода, затоа што мислам дека успехот на представата почнува од премиерата натаму. Не е успех од премиерата и толку сега да се раздвоиме. Сметам дека треба да се води животот на една представа на 20 изведби, никако под 20 изведби, за да се исплати и трудот и не само тоа, да не може да нацртаме, да сум сликар, да нацртам некоја слика и по 2 недели да ја искинам и не постои. Сепак театарот е една единствена жива уметност која што постои и затоа мислам дека континуитетот на било кое дело направено во театар треба да си го има патот, што го заслужува. Со какви предизвици еве се соочувате младите актери кои што сте сега и активни, за жал голем дел од вас не се ни вработени. Проблем ли е тоа за млад актер да има на некој начин неизвестна иднина? Не знаете дали ќе ве побара некој независен театар или ќе може да одглумите негде хонорарно? Проблем ли е тоа? Па да, овие години се испостави дека е голем проблем тоа, но не е работата во кукањето, не е во тоа зошто мене не. Мислам дека и ние сме тука на потек како актери, како млади академци кои што ќе излезат од академија од факултетот за драмски уметности или од приватниот факултет ЕСРА. Сметам дека 50% е наше нештото кое што ќе не тера да се надоградуваме, да прифаќаме што повеќе работи, да не одбираме веднаш што ќе работиме и како ќе работиме, за да некако имаме влез во целата таа приказна театарска кариера што се вика после за дипломирањето на нашите професии на факултет. И мислам дека ако работиме доволно на себе и понатаму и не се откажеме од она што актерот мора тоа е секојдневна работа, не значи дека ако имам процес јас треба да бидам само тогаш актер. Мислам дека секој подготвен актер е искористен актер и тоа не се случило да ако ја нема соработката од двете страни, ти ако не си активен во својата професија, да се одржуваш, да имаш што да понудиш, за некој да те одбере, тогаш мислам дека ќе се случи тоа кога тогаш. Сега за вработувањето кога станува збор, тоа не зависи ни од нас, ни од институциите, тоа најмногу зависи од планот финансиски кој што го има државата, но сепак и од напорите на институциите кои што рака на срце стварно го прават тоа, се трудат постојано, но ете не во Прилеп имаше 10 и нешто години невработено актер. Значи Илија Волчевски, мојот другар и колега, исто така 10 години играше на репертоар, И сега брзо се вработи. Ајде пушти нога да влеземе во Прилепски театар, млади актери, млади веќе и ние одиме на кај некои години, нели? Нема да бидеме повеќе млади. Но сметам дека не смее да се запостави тоа и да се најде решение што побрзо, тука да се работат едно 5 до 10 нови актери за да добие на плюс свежина. Нова енергија да се Нова енергија, не дека театарот не работи и не функционира вака, но замислете кога ќе може да правите со повеќе луѓе, повеќе представи, да не се истите луѓе и така натаму. Што е многу важно како една. Но некако како во круг да се врти, фалат нови луѓе, нема театарска зграда, нема каде да се игра, некако има уште прилепчани кои што учат на факултетот за драмски уметности или приватниот факултет, тоа навистина мислам дека треба да се вратиме прилепчани во Прилеп, театарот, да го наполните со позитивна енергија и со нови идеи. Да му помогнеме уште повеќе да брилира понатаму. Така, мислиш ли дека ги демотивира можеби младите луѓе тоа што неизвестна име можеби иднината да се запишуваат на факултетот за драмски уметности или на ЕСР?
Да, мислам дека се прати таа ситуација постојано, но не бил интересот како минатите години. Јас кога во 2011 година отидов да се запишувам на факултет, имаше 100 пријавени луѓе кои што сакаат да учат на драмски уметности. Тоа е сменето денес со оглед на околностите и со оглед на тоа што нема работни места и така натаму. И мислам дека се откажуваат луѓето од срништата, уште многу млади, во средношколските денови, се одлучуваат да работат нешто кое што ќе му донесе повеќе профит и повеќе полесен живот во иднина, а оваа нашата работа сега и од мали нозе. Така. И никој не рекол, јас ќе го работам тоа, затоа што така си имал можност да одбереш работа. Тоа се носи тука некаде и кога ќе дојде факултетот, се запишуваш на факултетот и понатаму од тебе зависи, како што кажав, колку ќе трчаш километри, како ќе ги трчаш тие километри и што ќе одбираш. Ете, има во развој и независната сцена, има и институционална сцена, има избор што да се работи, но пак ќе кажам, треба да има живци, трпение, затоа што и финансиите се на едно ниско ниво, кога станува збор за хонорарци и така натаму, кога станува човек што треба да го активираш, а не е вработен во институцијата. И најчесто тоа е љубовта и ентузијазмот што те тера да издржиш до крај и па уште да работиш и постојано да напредуваш. Така, ќе позборуваме сега малку за независната сцена, бидејќи ти си еден од основачите на независниот театар Златен елец, ќе имате изведба на представата Сина Сенка. Колку е тешко денес да се создава и да опстои еден независен театар? Па ова ново време дозволува многу нови работи, заедно нели со тоа, и многу ми е мило што се експериментира. Она што е работата на независниот сектор е да понуди нешто поразлично од она вообичаеното, нели? Затоа и се викаме независна сцена, затоа што сме надвор од институција, немаме простор свој и на еден малку поинаков обликуван начин се работат представите, на еден нов, можам да кажам, посовремен и поблизок до младата публика денес, која што постојано е на Netflix, HBO гледа филмови и така натаму. Reels, TikTok. Така и некако и представите се сведеа на една камерна игра, ако можеш да анализираш низ театрите кај нас, можеби начинот на глума е променет, исто така се експериментира со тие работи, но независната сцена најмногу се занимава со она модерното и она можеби и најсуштинското денеска, проблемите кои што се блиско околу нас како општество, како поединци, затоа што независната сцена најчесто ја работат луѓе кои што се борат со сите тие работи, кои што не се вработени во државна институција, на кои што не му дошле лесно работите до нив, кои што немале грб најчесто за да ги турне или да ги држи, да му го штити грбот. Независната сцена денес е убава и голема борба која што мислам дека е предизвик секој би ја прифатил да барем да види како е тоа, еден процес да се заврши, една представа да излезе, затоа што ентузијазмот е поголем, таму нема вработени луѓе кои што ќе работат администрација. Значи јас сум тој кој што оди на проба за истата таа представа, кој што после ќе прати уште неколку мејлови, знаеш, колку и да се врските натрупани, пак и тоа е составен дел од она што не учи како настрана со сета сила и моќ да го работиш тоа што го сакаш, а да не ти биде тоа на повеќе луѓе подредено, нели? Така. Кога ќе земеш еден терет на тебе, едно искуство и затоа мислам дека се вложуваме до крај сите што работиме независна сцена последниот период. Ги поздравувам и ги пофалувам сите колеги затоа што барам многу трпение и влог од себе, најчесто и финансиски. Така. Да, затоа што вие спремате од идеја до реализација во смисла сценографија, костими, кастинг за актери. И непланирани трошоци, од страна на сместување и така натаму, но пак ќе кажам, убавината на сите тие работи кога ќе излезе проектот, а неговиот живот понатаму, па тоа за мене како продуцент и организатор и актер во представите во нашиот независен театар е оно што најмногу ме исполнува и ми значи. Има ли доволно поддршка? Најдувате ли на поддршка еве од други колеги, можеби од организации, институции, ви даваат ли простор да го покажете она што сте го спремиле? Па можеби еве ќе кажам искрено дека таа поддршка е усна повеќе, како од култура. Не
Во смисла, еве ќе кажам за институциите кои што треба да ја дадат поддршка на независната сцена, не сите, со секоја чест на исклучоците, не сите институции што се државни се расположени да ја дадат простор на таа независна сцена која што не бара ништо друго освен простор за да го. И се разбира, сега тука постои еден момент затоа што не можеш ти никој да го натераш тоа да го прави на 30 години или пак на 20 и нешто години бесплатно. Така. Се знае, има билет за представата и независната сцена заработува единствено преку билети. Нема тука плата, нема ништо друго што може да ја даде на независната сцена како надомест. И затоа тука е многу тешко да се договори да се игра некаде представа, затоа што најчесто се бара процент на изведбата за да заработи и институцијата, што треба да има некој или закон или некој договор помеѓу нив. Имаше едно време иницијатива за да се средат тие работи, но гледам јас од лично искуство последнава година конкретно да ја земам, дека сите театри, сите институции, сите домови на култура имаат различна политика во однос на прифаќањето на независната сцена. И сметам дека треба да се сите на исто ниво, за да има еден модел за влез на таа независна сцена и да е лесно, затоа што е многу тешко да се направи независна представа од аспект на организација, реализација и така натаму. Најлесното е некој да ни даде поддршка и да ја прибере таа представа да се игра барем еднаш месечно или барем еднаш на 2 месеци. Така. Што е многу значајно. Значи така една независна представа би се играла во една година 6 пати, ако е на 2 месеци. А нив тоа навистина не му значи, има празни денови во театрите, во домовите на култура, па во други објекти ако сакате. Ако се сака, се може, тоа ми е поентата на муавето. Ќе те вратам малку на твоите почетоци. Се сеќаваш ли која беше твојата прва улога? Да. Тука во театарот што сега е затворен, Народниот театар Војдан Чернодрински, улогата на Клапчо во представата Снежана и 7 џуџиња. Не се викаше Клапчо, кажувам Клапчо затоа што во 10 години подоцна ја игравме во Драмски театар, истата представа. Така. Исто јас го играв 7-то џуџе, таму се викаше Клапчо. Клапчо. Да, и многу е интересна ситуација што со колегата Александар Степанулевски тука игравме во истата представа и тоа беше професионална представа. Само ние џуџињата и неколку луѓе бевме аматери. Така. Ние во основна Степануле беше тогаш на средно училиште. И по 10 години се случува истата представа и Степануле повторно во истата улога на наратор и јас повторно во истата улога на Клапчо. Се сеќавам, тоа беше 2003 година. Тогаш е мојот почеток во театар и како влегов, така не излегов од таа магија која што. Значи тоа беше првиот пресуден момент дека Бобан сака да стане актер. Да. Исто овој фестивал исто е многу значаен кој што се одржува во Прилеп, затоа што можеби памтам пред 15 години некои случувања на фестивалот, богами и представи на кои што како деца сме се тепале да влеземе да ги гледаме и секогаш не пуштале и памтам дека секогаш последната недела на училиште мене не ми беше важно тоа дека завршува училиштето, важно ми беше дека е Чернодрински. Да, театарските. Сме те гледале и во неколку филмски изданија, ако може така да кажам, македонските народни приказни. Те влече ли тој момент на игра пред камера? Тоа е една друга љубов, која што се додека не ја пробаш, не знаеш дека тоа не е исто. Камерата таму е цел тој аудиториум кој што ние го имаме во театар и убавината можеби е повеќе во аудиториумот кој што ни ја дава енергијата и силата од таму, фидбекот, нели? Камерата пак бара на суптилност, на нежност, тоа е како да играш за единствен човек кој што ја платил цела представа, а при тоа не смееш ни да го погледнеш. Така. Сакам да кажам, има едно друго искуство кое што го носи за актерот и уживам да работам пред камера, а мислев дека ќе уживам само во театар, не ме интересираше камерата, немав некоја посебна љубов кон филмови, но ете кога почнав да, особено кога го работев на серијалот Македонски народни приказни, затоа што секој ден начинот на живот ти се менува. Да. Секој ден си на сет со камерата и веќе камерата некако станува дел од животот и кога престана тоа, еве денес ми фали повеќе да сум на сет и така натаму. А театарот па скрос е една друга приказна која што многу малку ја има на сет кога се работи филм. Патот е многу различен до улогата во театар и до улогата на филм. Затоа што пак ќе кажам, она што го дава камерата
не го дава публиката и она што го дава публиката не може да го даде камерата. Сега пак филмот има публика, но таа публика никогаш не е во допир со актерот. Така е. Особено на премиера, но сепак ти пак не си на сцена. Ти го гледаш заедно со публиката филмот. Јасно, имаш ли некоја улога која што би сакал повторно да ја изиграш, еве некоја представа што не се дава, ти оставил ли некој лик посебен впечаток што би сакал еве повторно да го изиграш некогаш? Да. Двајца си. Еве прв пат вака не сум размислувал да го играм некој лик уште еднаш, но двајца се и двајцата не ги играм повеќе. Тоа е Аксентије Иванов од Дневникот на лудиот, кој што имаше три дела и беше на многу тоа беше влезот во независната сцена кај мене. Така. Со Дневникот на лудиот влегов да се занимавам со таа независна сцена и освен тоа и квалитетот и уметноста што ја носеше представата оставија нешто во мене да ете тој лик си продолжи, а имаме и со режисерот договор дека тоа ќе го вратиме понатаму во животот и тоа барем ми е на сейф зона затоа што е независна представа. Знам дека секако еден ден ќе има изведба на Дневникот на лудиот. А другиот лик исто е независна представа, се работи за ликот на Даниел во Кенди, представата која што пред 2 години беше неколку награди освои и беше доста актуелна. Многу го сакам и е омилен затоа што прв пат се соочив до таа суровост на камерна сцена и многу интересен пристап на работа имавме затоа што истражувавме многу во самиот процес, се работеше за луѓе кои што го преживеале целото тоа, па ние бевме во комуникација заедно со нив и ете таму кај тие луѓе за кои што тие представи кои што зборуваат за такви болни теми, особено што му се случуваат на луѓето без нивна како се вика, без нивна грешка конкретна, лична, беше процес кај што научив многу повеќе да ја уклучувам емпатијата во животот кај што треба. И затоа можеби сакам да го играм и понатаму или ете преку него да играм некои такви други улоги кои што ќе носат некаква промена кај публиката. Не може да ја промениме публиката, ние никако со една представа, но барем едни очи лево, десно, на средина ќе осватат тоа многу сериозно и утре, други ден или веќе цела година ќе ја трубат темата и ќе зборуваат постојано за истото. И така можеби малку ќе променат некого, што е значително. Да, тоа е и некако поентата на сите тие театарски представи. Не да влијаат врз луѓето врз мислењето на луѓето. Доволно е да уклучиш да размислуваш. Да. И една представа која не остави прашања, можеби кои што и нема да се одговорат, ти ќе се трудиш постојано да им бараш одговор. Јас како дете се сеќавам сум гледал представи што реално не биле за моја возраст, но мислам дека ме пораснале затоа што има 2-3 прашања кои што ги памтам од тие стари представи. Не ни знам како се викале представите, но ги памтам глумците, ситуациите. И ден денес како човек, не како актер, се прашувам себе си уште за тие прашања кои што сум ги слушнал тогаш или кои што ме натерале да размислувам за нешто што не сум помислил никогаш. Предходно, да. Предходно. И за крај би сакала да те прашам, дали ќе има нова представа во скоро време од Златен елец? Да, работиме на 2 нови продукции. На овој фестивал ќе се прикаже представата Сина Сенка, таа ни е последна премиера на театар Златен елец од минатата година во ноември. Тоа е во режија на Тамара Стојановска. Ова ќе биде 5-та изведба на фестивалот. Летово ќе играме на Скопско лето и во Ниш на Нишвил джез театарскиот фестивал кој што ќе се одржи во август. Исто така чекаме за уште 2 други фестивали во Црна Гора за Сина Сенка конкретно. А веќе за 1 месец од сега во јули имаме премиера на дуодрамата Свињи. Тоа е копродукцијски проект со Центарот за култура во Битола, во режија на Тамара Стојановска. Играат актерките Илина Чоревска и Викторија Степановска Јанкуловска. Текстот е на хрватскиот драматург и автор Томислав Зајец. А во меѓувреме пак во Скопје работиме на друга представа, исто е на театар Златен елец, која што е комплетна продукција на театар Златен елец и е во режија на црногорски режисер кој што е доста докажан последните години, Мирко Радоњик. Го работи текстот Пазолини по филмот и по романот Теорема од Пазолини и моментално сме во подготовки и еве доаѓам од проба, така беше целава приказна. Многу се радувам затоа што во исто време вадиме 2 продукции,
И во тие две продукции, во едната играм, во двете сум продуцент и ми е предизвик за да знам дали можам вака да функционирам понатаму, но еве успева. Навистина, ако ги тргнеш по плаките на страна од човечки аспект, од било каков аспект, ако не пробаш да го бараш решението, нормално е да се откажеш. Значи, секој што тргнал да работи нешто настрана, со право јас ќе го поддржам да се откаже. Но, ако ја видам храброста дека сака да го направи нештото, навистина, тоа е она што и ние како македонци, како народ го носиме во себе, е истрајност, онај пиреј, што не се корни и не се вади и се успева. Се успева, еве, гледам дека се успева и дај Боже да биде секако што треба. Ве поканувам на двете представи, кои што од септември пак ќе има можност да ги гледа и публиката во другите градови, во Скопје и така. Бобан, многу ти благодарам за разговорот. Ти благодарам и тебе, Симона.